Добар ден, почитувани. Ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Само брачите парови кои што не можат да имаат деца знаат ни што минуваат во својата борба за потомство. Кога ќе се уморат од сите обиди, вештачко оплодување, надеж за успешна бременост, тогаш се одлучуваат за посвојување како единствена можна опција. За посвојувањето, искуството, бенефитите, но и предизвиците од него, денеска разговараме со Радмила Живановиќ, психолог и психотерапевт и мајка на посвоено дете. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Фала ви на поканата. Прво ви благодарам што вака, и вие храбро ја отварате оваа тема, која што многу пати е така малку завиена, зацкриена, табуизирана. Така да ви благодарам за просторот што го одвоивте. И јас ви благодарам што прифативте да учествувате, бидејќи и храбри од родителите да зборуваат на оваа тема, но вие и од аспект на психолог ке можете да појасните уште многу работи кои што се поврзани со целиот процес. Так. Голем дел од родителите кои што имаат посвоено дете минале низ голгота со стерилитетот. Како влие на психата на жената секое неуспешно инвитро? Како влие целиот процес од емотивен аспект? Па би рекла и на жената и на мажот, на парот воопшто, има, како да кажам, тоа е еден емотивен, како викат, ролер костер во кој што сите се вртат и никако крајот да дојде на целата таа нивна потреба да станат родители. Она што е многу битно е дека со текот на времето секој неуспешно инвитро таа енергија, таа посветеност често пати опаѓа, се демотивираат, влегуваат во едните исти затвори на стерилитетот, кои што често пати многу силно ги идентификуваат како неуспешни родители или неуспешни во она што сакаат да станат. И често пати, тоа многу исцрпува. Како емотивно, како финансиски, социјално ги изолира, ги става на маргините на сите оние битисувања веќе после одреден период кога треба да се стане родител, таа желба станува се поголема и поголема, а тешко остварлива и тие постојано се вртат во еден круг на несигурност, на непозната иднина. И често пати таа несигурност знае да искреира многу голема потиштеност, анксиозност, незадоволство па и од партнерскиот однос и релација. Така често пати се прашуваат која е целта што сме заедно, зошто сме заедно, до кога вака, како ќе тераме понатаму. Значи, многу тежок и истрпувачки процес. Самиот факт што овие двојки, вклучително јас сум била дел од тие двојки, знаат да влезат во еден луп, во еден, како да кажам, постојан еден циклус на вложувања, на неуспех, на вложувања на неуспех и често пати знаат да на крајот од се не знаат ни во што да погледнат, ни што да изберат. Сметаат дека нема веќе друг избор. А кога најчесто се одлучуваат партнерите да посвојат дете? И дали откако ќе донесат одлуката, откако минале низ сите оние проблеми кои што ги наведовте пред малку, чувствуваат некакво леснување? Па еве, за мене јас можам да кажам, тоест за нас, дека ние донесовме одлуката кога решивме веќе дека доста е со сите овие емотивни, како да кажам, превирања, несигурности, неуспеси, постои друг начин да се стане родител. Така некако ми дојде како идеја. Практично тоа било идеја која што во позадина работела, но некако ова се што не успеваше, некако даде потврда и дозвола да гледаме малку поинтензивно во опцијата за посвојување. И можам да кажам дека супер што така одлучивме и супер што застанавме позади таа одлука, затоа што таа одлука ни го промени животот сега. Комплетно. На подобро. Дефинитивно. А дали истовремено со вашиот партнер ја донесовте одлуката да посвоите дете, бидејќи понекога се случува едниот и понатаму да инсистира на свое биолошко дете, а другиот да нема сила да се бори? Па мислам дека заедно некаде ја донесовме одлуката, ама знаете, секогаш жените се тие кои што малку повеќе притискаат и сакаат да го реализираат тоа чувство на семејство. Не знам, некако поттикнува многу пати од жената таа потреба да се биде родител, тоест мајка. И меѓутоа и во многу од случаевите жената е така одлучува дека не мора, биолошки да станеме родители, туку можат и по инакви начини, нудат по инакви опции.
Така да, но можам да кажам дека сопругот веднаш ме поддржи во оваа иницијатива, беше доста активен, сакаше да се вклучи. Многу е битно да се вклучат и 20 партнери во одлучувањето. Јас дури на крајот од целава, нели, кога одлучивме, рековме, окей, јас не би била мајка ако ти не бидеш татко. Во суштина, многу ми е битно и значено да имам дозвола и една потврда дека и таткото ќе се вклучи еднакво значајно во родителството. А тоа го нуди посвојувањето, затоа што уште од старт ние не сме биолошки родители и го немаме тоа биолошко предимство да мислиме дека, нели, детево ни е дадено и дека сега ние можеме да правиме што сакаме, туку некако го гледаме како подарок, како поклон на животот. Баш така. Да. Кога ќе се донесе таа одлука, претпоставам дека тука сега доаѓаат многу прашања и дилеми. Кои се најчестите? Вие со што се соочивте? Бидејќи со оглед на средината во која што живееме, еве јас конкретно знам еден брачен пар кој што има посвоено дете, тие се мои блиски пријатели, им беше многу важно детето да е од иста националност, етничка група. Па искрено да ви кажам, потполно сте во право, тие прашања се наша реалност. Ние живееме во силно, како да кажам, затворена средина која што етикетира доста во однос на кој, каде, нели, со кого, но од друга страна, искрено да ви кажам, сметам дека оваа средина има доста потенцијал за да разбере, за да овозможи, за да поддржи. Зависи како и пристапиме, зависи како и се обратиме. Затоа сметам дека ако мене ме прашате, јас имав доста прашања. Имав прашања на колку да биде мало детето, имав прашања на што значи тоа, значи имав прашања од која етничка група да доаѓа. Па ако е од друга етничка група, што значи како ние ќе му го донесеме моментот на дека од друга етничка група. Како да ви кажам, многу се деликатни тие прашања, дали да е со здравствен ризик, да е без здравствен ризик. За мене лично во периодот во кој што ние бевме, ни беше важно и битно да биде со позитивни или поволни здравствени потенцијали. Јас искрено да ви кажам, не се гледав како родител на дете кое што има, нели, по-слаби здравствени потенцијали, не бев спремна и не знаев како искрено да го водам цел тој процес. И бев овде искрена, тоест ние бевме искрени едни према други и рековме во однос на тоа местото каде што се наоѓаме во моментот како некој кој што работи, создава, креира, дали би можеле да бидеме родители, нели, на какво дете би можеле да бидеме родители. Така да многу е јасно ние да се издиференцираме без потребното чувство на вина, дека, нели, сега ако сме во тој процес на посвојување, дека не сме отворени се да прифатиме. Так. На некој начин добро е да знаеме јасно што е оно што многу полесно можеме да го прифатиме, што е оно што на пример некако можеме да го носиме, што е оно што не сме спремни, не сме во можност да го прифатиме. Така. И тоа е родителство, да си ги знаеме ограничувањата со кои што пристапуваме. А дали е сложен целиот процес на посвојување дете? Дали тоа е следниот стрес на кој што наидуваат овие брачни парови? Па искрено да ви кажам, процесот на посвојување, одлуката, самото донесување на одлука, тоест претходно самото гледање во опцијата на посвојување е многу деликатен процес. Јас имав среќа да ние со мојот партнер работиме со психотерапевт, имавме психолошка поддршка во текот на целиот процес, за што сум исклучително благодарна, затоа што јас по професија сум психолог, психотерапевт и некако ја разбиравте потребата за тоа. Така е, не можеме секогаш да хендламе секоја потешкотија или одлука да ја хендламе сами, така да ние сакавме да имаме стручна поддршка и помош во однос на тоа прашање, но потоа следеше еден процес на собирање документи, преиспитување дали е тоа што навистина го сакаме, сега ќе поднесеме документите готово, веќе влегуваме, тоа е тоа така, сигурни сме да. Во исто време многу се инспирирав и од други родители кои што досега посвоиле. Стапив во контакт со нив, сакав да имам контакт со нивните процеси, со нивните деца, да видам како они гледаат на целиот процес на посвојување и тоа би го препорачала на сите парови кои што сакат да посвојат. Јас искрено сум била исто така доста отворена за да луѓе кои што се во процес на посвојување стапат во контакт, дојдат, не запознаат, видат дали станува збор за некое, не знам какво чудо што се случува кај нас дома, дека тоа е најнормален процес, дека тоа е дете кое што најнормално расте исто како другите деца, така да. Еви
сега отворена поканата, ако некој е заинтересиран да поразговара на некој начин, добро е да се обратите кон некој што го има искуството на посвојување, они се голема поддршка во текот на целиот процес. Веќе овозможиме и на гледачите да се јават во програма доколку сакат и еве имаат некои прашања, дилеми поврзани со денешната тема. 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешна гостинка во студиото ни е Радмила Живановиќ, психолог и психотерапевт, и веќе како што споменавме во текот на разговорот, мајка на посвоена ќерка. И сега кога дојдовме до моментот ќерка, дали родителите имаат можност да го одберат детето кое што ќе го посвојат или пак се бираат родители за детето? Значи, процесот, како што јас бев вклучена, мислам дека истиот процес го води Министерство за труд и социјална политика. Преку нивните тимови за посвојување ние имавме исклучителна среќа да бевме во еден тим на посвојување и се уште сме во контакт со друг тим на посвојување кои што се исклучително, значи луѓе кои што знаат за што станува збор и сте во постојан контакт со семејствата. Они го водат целиот процесот на посвојување. Од некое време, мислам пред неколку години се донесе тој електронски систем на посвојување во кој што сите информации се бодуваат според тие критериуми за бодување и како такви влегуваат во тој систем, од каде што сметам дека таа комисија, нели, за секое дете кое што е потенцијално за посвојување, избира 3 семејства и соодветно на компатибилноста, на потребите, на барањата на посвоителните семејства, го избира она што сметаат дека е најсоодветно да биде тоа посвоително семејство. После што всушност тимот за посвојување ги поврзува родителите со детето и на некој начин овозможува да им отидат и го земат детето. Нема процес на бирање на дете, значи не се бира детето, едноставно се случува како во животот. Знаете, се случува да добиете дете какво што треба да добиете. Така и посвоителните семејства добиваат деца кои што на некој начин се нивни деца. И со сите тие предиспозиции, предности, предизвици што ги носи тоа дете, како и самото семејство. И потоа има еден период на адаптација во кој што децата и семејството се адаптираат едни на други. Практично, откако ќе заврши тој процес, се финализира одлуката за посвојување и веќе од тој момент детето практично станува и влегува во тоа, ја би го рекла, вечно партнерство со семејството. Имаме гледач на линија. Супер. Хајде да го слушнеме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Анонимен, ако може. Така, секако повелете. Со жената, сега не знаеме сега уште, имаме проблеми, така, и Питро правиме осистина, се надевам, али сега го споднат. Сега да кажам конкретно, јас сум државјанин од Македонија, а жената е од Албанија. Сега, дали има некој проблем државјанството за освојување? Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Денешната гостинка е психолог. Не знам дали би знаеле одговор на вакво прашање, сепак ова дека во Министерството ќе треба да се обратат. Да, јас само сакам да ги поддржам во нивните намери, да се обратат на соодветните институции, тоест центрите, тоест телата за посвојување, кои што ќе ги насочат соодветно и ќе им ги дадат сите информации за процесот на посвојување. Мислам дека нема да има никакви задршки во однос на доколку станува збор за државјани на Република Македонија. Тоа е тоа што јас го знам. Така. Да продолжиме во однос на децата и нивната адаптација откако ќе дојдат во домот. Така. Колку време им е потребно да се адаптираат на новото семејство, на родителите? Така. Од што зависи? Дали возраста е тука клучна? Па видете, значи јас мојата ќерка ја посвоивме многу мала. Значи, колкава беше? 3-4 месеци. Посвојувањето се случува. Се смета дека тоа е идеална возраст? Па да ви кажам право, ние бевме многу среќни со тоа што добивме дете кое што е 4 месеци, за да имаме можност соодветно, нели, да го поддржуваме и да го развиваме во текот на неговото растење. А да бидеме сведоци на тоа растење. Едноставно нашите спомени се искреирани уште од многу рана возраст. Иако нели постои тој период од 3 месеци кој што ќерката била сместена во соодветната институција овде. Во секој случај, она што сакам да го кажам е дека детето се адаптира различно во зависност од возраста. Кога станува збор за мало дете, кога е навремено пренесено во семејството, семејството ги има сите капацитети да го гледа тоа дете, секако дека адаптацијата би била соодветна.
Овде е многу битна, мора да ви кажам дека малку родителиве на посвоителните семејства се оставени сами на себе. Да се сноѓаат и да наоѓаат начини како да се адаптираат. Постои тука е тимот за посвојување, но верувајте, они се многу оптеретени со други обврски, со други работи и сметам дека е потребна соодветна поддршка и помош за процесот на адаптација. Така. Многу прашања се појавуваат. Знаете што се случува? Се случува денес ми јавуваат дека треба да го земам детето за нареднава недела. Знаете што се случува во тие 7 дена? Во тие 7 дена хаос. Не знаев главата каде ми е, не знаев што значи да се биде родител. Не знаев како тоа изгледа, не знаев што треба да се направи за тоа дете. И некако се активираат сите оние механизми кои што ние ги носиме за грижа и за прифаќање. Инстинктивно се будат. Така, инстинктивно се будат и едноставно се ангажираме и го правиме она што секој родител и биолошки родител би го направил. Нели, и они не се создаваат спремни, они имаат нели секогаш она прашање дали како што ќе биде со моето дете кога ќе се породат. Исто и ние, мислам, посвоителните семејства истото прашање го поставуваат. Што треба, како треба, тотално збунети. Во тој период кога го земавме девојчето, како беше чувството кога го земавте во раце прв пат? Па ние не знаевме каде се наоѓаме, дали сме на небо, на земја, негде измеѓу простор. Тоа беше некој процес онака правиш нешто, ама како да си во сон, влегуваш во таа просторија во која што треба. Влегува една госпоѓа, нешто го чува детето, едно мало векниче, леп така, завртено, си викаш, леле човече, ова е тоа, ова е тоа, не си ни сигурен дека всушност ти го носат детето, едно прекрасно, најубавото дете што може да го замисли, пошто толку го чекаш. Секој родител си го гледа детето на таков начин. Така, и ние зборуваат нешто, ние како во некој бунило, онака, не знаеме што зборуваат. Ја гледаме неа, она не гледа нас, се вкопча силно со рацете кај сопругот, почна да се лигави тука, се впи во него и онака јас бевме тотално како на некоја друга планета, како не знам, како да бевме надвор од реалноста. И едноставно постоеше еден таков момент како чекај, постојано да се чекираме дали ова вистина, дали ова не се случува нам, што ова не ми се верува, какво е ова чувство. Значи тотално некако, како да ви кажам, и убаво, но во исто време и толку големо да бевме немокни да го држиме целото ова чувство. Добро е што имавме пријатели кои што дојдоа со нас за да можат нас да ни исхендлаат, така да голема благодарност до ден денес сме и благодарни за нивното присуство и заложби во тие моменти. И потоа продолжи животот како што продолжи. Колку време ви требаше да се адаптирате на некоја дневна рутина и слично? Па треба како за секое мало детенце, како секое бебе, но ќе кажеме потребен период во кој што детето, нели, па и мајката, знаете што е проблемот? Проблемот кај посвоителните семејства е до вчера си бил на работа, си функционирал, си бил во еден друг систем и одеднаш ти треба да прекинеш секакви контакти со оно што си го градел до сега. Тоа е проблемот. Тука се јавува таа вознемиреност. Тука се јавува тој проблем со менаџирање на оваа нова улога која што се јавува. И сега во тој момент ја треба да се втурна во некоја нова улога, да го хендлам сето тоа, а ова што сега сум го правил некако како одеднаш не знам што му се случува, го оставаш на стендбај или на пауза, не знам. Луѓето имаат многу разбирање за овие процеси, тоа е супер, но во секој случај има такви работни средини во кои што не можат да си го дозволат тој момент. Така да и тука гледаме еден вид на повик до сите оние одговорни кои што го следат процесот на посвојување, како го поддржуваат таа соодветна транзиција од работно место во улогата на родители кај посвоителните семејства, бидејќи се случува и луѓето да морат да ја напуштат работата за да бидат со своето дете. А тоа представува голема, како да кажам, тоа представува голем шок на се оно што до сега си го градел. Така да има многу е деликатен процесот. Од друга смисла мора да кажам дека и ние имавме среќа затоа што девојчето беше 3 месеци и добивме 4 месеци породилно отсуство до нејзините, тоест, извините, 6 месеци од нејзиното породилно отсуство до нејзините 9 месеци. Затоа што е бебе. Јас многу пати ово го напоменувам. Породилното отсуство, како што е дадено на другите родители, треба да биде дадено исто за секое семејство. Без разлика дали е дете на 17 години или дали е дете на 6 години. Секое дете потребно му е да му се даде простор соодветно да се адаптира. Значи, стоиме пред еден избор. Дали да оставам работата или дали да направам, да обезбедам добра адаптација на моето дете.
Тука е системот оно што нуди соодветни услови за тие посвоителни семејства, да ги градат убаво овие релации, убаво да се адаптираат децата на семејството. Ако убаво ги посочивте слабостите, се надевам дека ова е нешто што ќе се реши во блиска иднина. Јас верувам дека постоечкиве структури кои што ги водат овие процеси имаат и сила и многу се насочени кон овие процеси на згрижување, на посвојување и сметам дека ќе ги имаат соодветни мерки за овие слабости кои што досега се влечеле во што се провлекувале веќе долг период. Така. Што се однесува до тоа дали детето треба да знае дали е посвоено или не, вие имате став дека тоа е добро да се случи што порано, толку подобро. Така. Зошто верувате во тоа? Јас сум лично сведок на многу приказни на посвоени деца кои што вистината ја дознаваат на нивна 17-18 години, токму во период кога им е најтешко да ја прифатат таа вистина. Да ви кажам искрено, тие деца растат со лагата дека тие се биолошките деца, секогаш се преиспитуваат дали тоа навистина е така. Постои едно чувство кое што не мора да биде донесено на свесно ниво, дека всушност ние не сме биолошки ако да кажам дел од ова семејство, туку станува збор за нешто друго. Ако не е друго, тогаш средината ни го носи тоа чувство. Нели секогаш ќе не гледаат малку, како да кажам, да сме поинакви, различни, ја знаат информацијата, не ја споделуваат, ќе се случи некогаш деца во гнев, во агресија да донесат некоја информација во која што тотално ќе те сепне. И тоа го поставува прашање зошто јас да не бидам тој што ќе родителот што ќе даде информацијата на сопственото дете дека тоа ти си посвоено и што значи тоа да се биде посвоено. Според мене, она што како прва информација треба да биде дадено на децата е некоја возраст од 4 години, но на начин соодветен. Без што тоа значи? На каков начин тоа треба да му се објасни на детето на 4 години за да ја прифати информацијата? 4 години најчесто се преку приказни, преку како да кажам на начин кој што може да разбере. Не му ги даваме информациите директно онака како што ги знаеме, туку ги модификуваме соодветно на потребите на возраста. За мало дете од 4 години, еве јас лично сум користела често пати раскажување на приказни. Си биле двајца родители кои што нели постојано гледале кон небото и сакале некако да дојде едно дете, да може да бидат родители, некако и одеднаш се појавува некој кој што им е донел добрата вест и тука да ви кажам искрено посоодветно е да се искористи штркот него штркот во другите комбинации. Така да го користевме штркот и штркот беше тука со нас и постојано детето си го допираше штркчето, си зборуваше со него, си го носеше со себе. Значи на некој начин ствараме позната средина и ја даваме информацијата за детето да може да ја впие полека, за да може подоцна и на поосознателно ниво да ја разбере. Веќе на 5 години, веќе и на 6 години се појаваат многу појасни прашања. Така, вашата ќерка веќе има 6 години. Да, има. Децата знаат да постават најразлични прашања. Така е. Многу не секојдневни чудни. Сигурно поставува прашање поврзани со тоа зошто незините биолошки родители ја оставиле и слично. Како се справувате со такви прашања? Тоа се тешки прашања на кои што неедноставно се даде одговор. Повторно приказно? Така е. Повторно приказно не би рекла тука. Сметам дека не треба родителите, сега ќе кажам збор, да напињаат со информации дека детето е посвоено, туку треба да ги дават информациите тоа што ќе побарано од детето. Значи, кога ќе се покрене таа тема, например, или се заинтересира околу некое прашање, родителот тука треба да е спремен да даде соодветен одговор. Прашањата се многу тешки. Значи, од типот на зошто ме оставила ако сум толку добра. Например, ако ти велиш дека јас сум добра и сум најдобрата ќерка или сум зошто некој ме оставил? И често пати знам да кажам дека не секој е спремен да расте такво убаво дете и дека често пати е голема предност кога тој ќе свати и ќе овозможи некои други поспремни родители да го раснат тоа дете. И искрено ви кажам, секогаш сметам дека треба да постои однос на почит и разбирање кон родител што го дал детето на посвојување. Често пати многу се причините зошто се дава детето на посвојување. И на некој начин, ако ние задржиме сликата на таа биолошка мајка или биолошки татко, биолошко семејство, како некоја предност, наместо да гледаме како некој недостаток, тогаш на детето му даваме чувство на припадност.
Значи дека се е можно, дека едноставно, нели, тоа го спомнав и во едно интервју, дека мојата ќерка е среќна затоа што има две семејства, едното кое што е родило, другото кое што ја расне. И меѓу другото изјавивте и да те родев, немаше да те родам во клубава. Да, тоа е, мора да ви признам дека тоа е на вистина, затоа што нели јас немам во моментов немам биолошко дете, па да гледам со други очи кон тоа биолошко дете, не мислам дека ќе биде гледано со други очи, но во исто време сметам дека она е таква каква што е и искрено не може, на вистина не можев да замислам. Она е како, не знам, како да е остварување на нашите сонови, да можевме да посакаме, да можевме да искреираме, не можеме таква визија да искреираме на наше дете. И понекогаш си викам, да, тоа дете е за нас заради тоа што ги носи така предизвиците на животот на еден многу убав начин. И сметам дека секогаш ќе стоам на тоа дека она е навистина најубавата верзија од нас практично и дека и можеби и тоа го носи оној момент, мора да ви го признам, кога многу пати родителите се стануваат и се прашуваат биолошкото дете е најдобро дете, нели? Кога ќе го родам, ќе знам дека е мој, ќе знам дека е најдобро. Не е гаранција. Така е. Не е гаранција. После толку репродуктивни вратоломии, со толку многу репродуктивни предизвици на нашето тело, искрено ви кажам, ние никогаш не знаеме дали ќе бидеме до толку здрави, спремни да родиме дете кое што ќе биде, нели, совршено. Не постои совршено дете, не постои совршен родител, така да сметам дека ова дете за нас е она што најдобро можеме да го направиме. А што е со стравовите на родителите од аспект на тоа дека еден ден детето кое што го чуваат ќе посака да ги најде своите биолошки родители? Да, вклучително овде би го додала и стравот дали ме сака како негова мајка, дали не гледа, што значи љубовта е онаа што ја градиме и што ја развиваме. Да, точно е. Значи еден ден детето ќе дојде и ќе ме праша дали може јас да си ја видам, запознам таа мајка или тој татко. Имат потреба од информација од она од каде што дошле. Ја многу ја почитувам и сметам дека со новите измени на законот и веќе децата од 18 години ќе можат да бараат информации за својата, нели, биолошка позадина, тоест за оние предци кои што, нели, ги донеле на овој свет. Во секој случај сметам дека треба тука родителите да бидат поддршка целосна на детето. Практично, многу пати се случува кога децата тргаат во тој поход за информации, пошто им се потребни, навистина, насушни, се судираат со семејства, биолошки зборувам, и да ги најдат кои што се тотално затворени. Страфиме, никогаш оваа информација тајна не излегла на виделина, често пати не признаваат, често пати негираат. Тука детето може да трпи големи психички, како да кажем, одбивање, напуштање повтор пат. Така. И родителите овде што сме ние, тие што ја раснеме, треба да сме присутни за детето, да го прифатиме и секогаш, нели, да му овозможиме сите оние страдања и болки што ќе ги осети во тој контакт или нема да ги осети. Можеби понекогаш и ќе успее да го најде семејството, па на некој начин навистина ќе станеме две семејства, но во секој случај да биде тука родител за да ги види сите тие работи. Радмила, сосема на крај, кога истекува денешниот термин на 0N+, едно охрабрување за родителите кои што ќе се одлучат на ваков чекор. Што би им порачале? Па би им порачала да, не знам, од моето искуство сметам дека чекорот, тоест чинот на посвојување е еден многу благороден чин. Чин на станување семејство. И во овој процес ние стануваме многу поинакви, многу подлабоки, многу поприфатливи и на некој начин се менуваме. Ова не е само станување родител, ова е станување човек. Така. Ви благодарам што бевте дел од денешното издание. Навистина ми е драго што со гледачите ја споделивте вашата приказни, што им појаснивте дека едно семејство во кое што има посвоено дете е нешто прекрасно. Ви благодарам и вас. Почитувани, тука го закружуваме денешното издание на магазинот за родителство. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!